Судскиот совет наместо да утврдува ланец на одговорност за бегството на поранешниот командант на УЧК Блерим Рамадани, на седница само ја констатираше фактичката состојба за одлуката на судијата Пајазит Пајазити, коментира дел од правната фила. Прво ефективен па домашен притвор за Рамадани, одлучил судијата Пајазит Пајазити, без да наведе кои се сменетите околности, констатира Судскиот совет на последната седница, без да ја соопшти одлуката за евентуалната одговорност на судијата. За одлуката на Врховниот суд за повторно одлучување за екстрадицијата на Рамадани, според адвокатот Димитар Савовски, тоа не е ништо друго освен посвадба тапани, со оглед на тоа што Рамадани побегна. Како прво, од она што го видов на медиуми и изјавите на членови на Судски совет, не разбрав како постапиле. Од еден член на Судски совет само се каже дека утврдиле фактичка состојба, без на тамошно постапување било какво. Сега одлуката на Врховен е безпредметна, бидејќи лицето во бегство. Не е достапен. Сега ова е после свадба тупање. Јас сум сигурен дека лице по кого е издадена потерница мора да биде отпрвден во притвор стране до конечно завршување на постапката. И сметам дека ова е преседан кај нас. На седницата на Судскиот совет, освен што не се дискутираше за постапувањето на Пајазити, Судскиот совет избра да игнорира и контроверзната одлука на тројцата суди, колеги на Пајазити од кривичен за екстрадицијата на Рамадани. Според Врховен, тие донале незаконита одлука за неопределување екстрадиција во истиот случај. Врховните суди им напишале на нивните колеги да се преиспитаат што донале и да донесат законита одлука. Случајот Рамадани предизвика бура од реакции и политички препукувања не само кај домашната јавност, туку и во регионот. За неговото бегство СДСМ и ВМРО ДПМН меѓусебно се обвинуваа, додека официјален Белград побара објаснување од државните органи како е можно некој кој е во домашен притвор баран со меѓународна потерница да успее да побегне. Рамадани врз основа на меѓународна потерница издадена до Интерпол од Србија беше уапсен на 17 јули годинава на граничниот премин Јажинце и однесен во екстрадиционен притвор во затворот во Шутка. Содржината на налогот за апсење се заснова на сомневањата на Србија дека Рамадани, како поранешен војник на УЧК, извршил воени злосторства во регионот на Неродиме. На 1 август мерката на Рамадани од кривичниот суд му беше прииначена од притвор во куќен притвор и тој според решението беше упатен на адреса во Скопје. Со оваа одлука се предвидуваше тој да остане во куќен притвор до 16 август. На ден претходно судот достави документација до МВР за распишување на централна потерница, бидејќи тој веќе не беше достапен на органите на прогонот.